Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате книгата Молба за нашите браќа и сестри. Оваа книга е напишана од Васим Ахмад. Љубезно ве молиме во името на Бога и неговиот пратеник Хазрети Мухамед саллаллаху алейхи веселем да ја прочитате оваа порака. जो ज़ात जावेदानी। Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Мир и благослов нека се на неговиот веровесник Мухамед саллаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Драги браќа и сестри, еселаму алейкум, ве рахметулахи, ве берекатуху. Нека возвишениот Аллах Джелешануху, високо е неговото величество, ве сочува и ви даде сила да напредувате кон патот на праведноста. Амин. Денес сме овде заради вас, за да ви пренесеме посебна порака. Таа порака е многу важна за сите нас, бидејќи се однесува како на овој, така и на нашиот живот после смртта. Станува збор за сосема нова порака за повеќето од нас. Возвишениот Аллах Джелешануху на својот пратеник, пејкамбер, Мухамед Мустафа, саллаллаху алейхи веселем, мир и Божи благослов, нека е на него, му објавил со какви случувања и ситуации ке мора да се соочи неговиот уммет, следбеници. Категорично тврдел дека неговиот уммет по големиот напредок ке почне да назадува и ке го изгуби својот почетен сјај. Основната причина ќе биде тоа што муслиманите ќе почнат да го занемаруваат учењето на честниот Куран, од кој нема да остане ништо, освен убавиот ракопис, а од исламот само името. Повеќе нема да може да се следат верските учители, а умметот ќе се подели на 73 секти, од кои само една ќе заслужи дженнет, а сите останати джехеннем. Сепак, покрај сите овие случувања, тој донесе и добри вести, велејќи дека оваа деградација нема да трае вечно, туку по неа повторно ќе дојде време на напредок. Тој напредок ќе започне со доаѓањето на имам Мехдија, ветениот Месија, реформаторот, кој што Аллах Джелешануху ќе го испрати на овој уммет. Преку него, овој уммет повторно ќе си ги врати значењето и величината. Честниот Божи пратеник саллаллаху алейхи веселем понатаму прорекол дека Аллах Джелешануху преку имам Мехдија ќе ја засели верата Ислам и ќе ги острани сите погрешни верувања и новини кои се воведени во умметот. Представувајќи го чистиот Ислам, очистен од сите новини, тој на светот ќе му ја покаже светлата слика на Исламот, која имам Мехдија ја зел од својот пример Хазрети Мухамед саллаллаху алейхи веселем, кој веќе ја покажал. Тоа значи дека Аллах Джелешануху преку имам Мехдија ќе ја засили верата Ислам и ќе ја направи доминантна во однос на сите останати вери. Меѓутоа, оваа доминација на Исламот нема да биде постигната со битка и напад, туку со учењето на Исламот, кое ќе го пренесува со љубов и чувства. Поради тоа, ова е многу важна порака за сите вас и ние сме среќни што ви ја пренесуваме. Среќни сме поради тоа што Аллах Джелешануху, исполнувајќи го ветувањето кое го дал на својот избраник Мухамед Мустафа саллаллаху алейхи веселем, во ова наше време го испратил имам Мехдија, ветениот Месија, да не води и подучува. Оној кого муслиманите со години го чекале да дојде и го основа джемаатот, заедницата, заради служење на Исламот. Ние го прифативме, а вас ве повикуваме да ја примите оваа порака и да одговорите на овој возвишен повик на имамот на нашето доба. Со Божје знаење, Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, нека биде мир со него, од Кадијана, Индија, објавил дека тој е имам Мехди, ветениот Месија. По Божји упатства и наредби, на 23 март 1889 година го основал Ахмадија муслиманскиот джемаат
и објавил дека тој е Имам Мехди, на кого мислел честниот Божји пратеник, салаллаху алейхи веселем, кога говорел за добрите вести. Хазрети Имам Мехди објавил дека тој е она дрво, кој е единствениот Господар со својата рака го засадил и дека тоа дрво постојано ќе расте и ќе се развива и неговите гранки ќе достигнат до Вселената. И навистина Бог овие зборови ги претворил во дело. नहीं है उसका कोई ना कोई सानी बाकी वही हमेशा गैर उसके सब है Муслиманскиот джемаат Ахмадија денес е во служба на исламот во повеќе од 170 земји во светот и брои околу 200 милиони членови, и тој број се зголемува од ден на ден. Сите тие имаат еден водач, еден имам, сега веќе петти халифа, Хазрети Мирза Масрор Ахмад, нека Аллах Джелешануху му помогне во сите негови настојувања. Амин. Драги браќа, повикувајќи се на Божите пророштва, човекот изјавува дека тој е оној кој што Бог го одбрал. Го основал джемаатот и го извел на патот на правдината. Затоа и вас ве повикуваме да го прифатите овој избран имам. Несомнено, секој поединечно е одговорен за своите дела и никој не може да го носи туѓото бреме на кијаметскиот ден. Затоа, секој кој ќе ја прочита и ќе ја одбие оваа порака, откако ја чуе, и тоа од причини што некој негов водач или оџа изјавува дека овој джемаат не треба да се прифати бидејќи е заблуда, тогаш тој мора да го има на ум она што е запишано во честниот Куран, а што некои луѓе ќе го кажат на судниот ден. На судниот ден неверниците ќе речат: Господару наш, ние им бевме послушни на нашите водачи во заблудата и на нашите големци во многубоштвото, па не застранија од вистинскиот пат и верувањето. Господару наш, казни ги со казна слична на нашата казна и силно оддалечи ги од Твојата милост. На што ќе им се рече: за секого има двојна казна во огнот, но вие, о следбеници, не ги знаете казната и боловите на секоја од тие групи. Значи ваквиот изговор дека сте се воделе според она што го велат маулвите, оџите, дека Ахмадија муслиманскиот джемаат и неговиот основач се лажни и дека за муслиманите нема никаква штета ако тоа го одбијат, нема да биде прифатен на судниот ден. Ваквиот нивен изговор нема никакви подкрепи, ниту во Куранот, ниту во хадисите. На друго место, Аллах Джелешануху вели: неверниците им говорат на верниците: следете го нашиот пат, а ние ќе ги носиме вашите гревови. Но тие нема да носат ништо од нивните гревови, тие само лажат. Но сигурно, сопственото бреме и бремето на оние кои се одведени во заблуда и за лагите кои ги изнесувале, на судниот ден ќе одговараат. На судниот ден, како што вели честниот Куран, ќе постои само еден принцип. Ниеден човек грешник нема да го носи гревот на друг човек. Ние вас ве сакаме и имаме љубов за сите луѓе. Ние никого не мразиме. Нашите срца се исполнети со љубов за исламот. Честниот Куран го разбираме како вистински пат, а честниот Божји пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем како свој водач и во согласност со упатствата на Божјиот пратеник го прифативме Хазрети Имам Мехдија, мирот Божји нека е со нив. Ние ве повикуваме, ако сакате да ја проверите вистинитоста на овој имам, да го проверите во согласност со оние критериуми кои возвишениот Аллах Джелешануху ги одредил како потврда на вистинитоста на оние кои он ги одбрал, а не според критериумите кои некој сам си ги определил. Ние во секое време сме подготвени да ве упатуваме со помош на честниот Куран и хадисите. Помош можете да побарате од Аллах Джелешануху, понизно молејки му се: О Аллах, го слушнавме повикот на оној кој тврди дека ти си го пратил. Ако тој повик е вистинит, тогаш води не
и дај ни сила да го прифатиме овој имам. Понатаму те молиме да ни дадеш сила да издржиме ако на Твојот пат се појават некои потешкотии. Во овој минлив живот не е лесно да се има доверба и никој не знае кога ќе му дојде последниот час и кога може да му биде скратено ова блаженство. Општо земено, човек мисли дека се е во ред. Ништо нема да се случи ако не поверуваме. Но по смртта ништо нема да биде во ред. Ако гласот што доаѓа од кадијана е вистинит, секој поединечно ќе биде прашан според таа вистина. Меѓутоа, како можете да донесете одлука дека тврдењето не е точно кога воопшто не сте го провериле, ниту поседувате некое знаење за тоа, ниту пак сте размислувале за тоа? Можете ли едноставно да ги затворите очите во неверие и да кажете дека се е во ред? Поради тоа, од се срце ве молам да размислите за овој предлог. Немојте оваа порака да ја сметате за обична. Отворете ги портите на своето срце и пуштете ја пораката да помине низ нив. Така ќе ги задоволите Аллах Джелешануху и неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем. Навистина, кога некој искрено и со полно срце го бара правиот пат од Аллах Джелешануху, возвишениот Аллах Джелешануху ќе го поведе по правиот пат. Ние сме ваши вистински и искрени пријатели. Ахмадија муслимански џемаат. سبحان من يراني سبحان من يراني سبحان من يراني سبحان من يراني. Книгата Молба за нашите браќа и сестри е завршена. Еселаму алейкум.